Оваа година светот и Македонија, а секако тука е и Прилеп, одбележуваат 80 години од победата над фашизмот. Но кога станува збор за народно-слободителната борба, оваа година е исто така доста значајна за Прилеп, со тоа што покрај големиот национален празник 11 октомври, денот на востанието против фашистичкиот окупатор, годинава се одбележуваат и 50 години, откако Прилеп го добива орденот Народен херој на 7 мај далечната 1975 година од страна на маршалот Јосип Броз Тито. Ова е голема чест за градот Херој, затоа што освен Прилеп, уште само 7 други градови на ниво на тогашна Југославија го добиваат ова признание. А тоа се Љубљана, Загреб, Белград, Нови Сад, Приштина, Дрвар и Цетиње. Ова орден секако представува едно големо признание за влогот на Прилеп и прилепчани во народно-слободителната борба. Не само заради фактот што тука се кренало народното востание на 11 октомври 1941 година, туку и заради се тоа што во текот на тие неколкогодишни години Прилеп дал голем број на активности, борби и жртви, се разбира. Прилеп дал 650 жртви, дал 15 народни херои, од кои 10 загинале, 5 ја продолжиле својата борба во слободарска Македонија. Од прилика Прилеп имал 24.000 жители во тој период, а поред некоја статистика 8.000 имаме учесници во народно-слободителната борба, или тоа во просек од прилика по секој трет. Тоа е една фрапантна бројка која зборува за херојството, за ангажманот и за учеството на Прилеп и прилепчани во народно-слободителната борба. Ако земеме во предвид дека од тие 8.000, 2.700 се со пушка во рака, тогаш уште овие бројки добиваат на значење. Прилеп, како што напоминав, дал 650 жртви и во спомен на сите нив изградени се споменици, спомен обележја, меѓу кои и овој меморијален музеј, кој што подсетува на почетокот на народното востание. Тој орден за град Херој што му беше доделен на Прилеп исчезна од просториите на градското собрание во 1993 година. На барање на боречката организација во соработка со Завод и музеј Прилеп и општина Прилеп. Во 2018 беше направена копија на орденот кој што сега е поставен повторно во меморијалниот музеј 11 октомври. На иницијатива на боречката организација во реализација на Завод и музеј Прилеп и општина Прилеп се направија две копии, едната да би тука од делот на меморијалниот музеј 11 октомври, а другата во општинското собрание. Воедно се направи и еден релеф кој што со апликација на Народен херој, значи со орденот Народен херој кој што стои во зградата на општинското собрание. Но за жал придобивките на НОБ и создавањето на македонската држава во тој период некако денес како да се подзабораваат и недоволно се цени сета таа жртва која што тогаш ја дале партизаните за да ние денес имаме слободна и самостојна независна држава. Недоволно ги чуваме секако тие придобивки, бидејќи некако како да сметаме дека таа слобода, таа победа над фашизмот дошла така лесно и не одаваме, мислам дека доволно признание и почит на сите оние кои што се бореле за слободата и независноста на Македонија. Не знам дека тука повеќе во образованието треба да биде да речам програмите на образованието да бидат во насока на поголема почит на народно-слободителната борба, на тој условно, мислам не е условно туку, тој е најсветлиот момент, тој е најсветлиот период од историјата на македонскиот народ, бидејќи во оваа борба Македонија се стекнала со државност. Сите овие настани од минатото недвосмислено ја потврдуваат борбата и континуитетот на македонскиот народ за создавање на своја сопствена и самостојна држава. Нешто што после долг период се оствари во рамките на поранешна Југославија, а кулминираше на 8 септември 1991 година со референдумот за самостојна и независна држава Македонија.